Вие ги следите попладневните вести на Слободен печат. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски се сомнечи дека дозволил компанијата Тритерол Петрол Доел Скопје, која е во собственост на контроверзниот бизнисмен Љупчо Пецов Ѓаволот, да продава нафта, односно да добива тендери. Според кривичната пријава што му ја поднесе финансиската полиција, Бислимовски наместо да ја одземе лиценцата на 15 јануари и била одземена дури по 15 месеци. За овие 15 месеци компанијата направила промет од 3 милиони евра и незаконски зела речиси 500.000 евра. Пецов од неодамна по 2 години бегство е во куќен притвор откако сам се предаде, но и откако во притвор заврши неговиот адвокат Фехми Стафа за земање подкуп кој ветувал дека ќе заврши кај судија во апелација. Откако падна Стафа, падна и судијата од апелација. Ѓоко Ристов, кој не беше фатен како зема пари од адвокатот, но во домот на неговите родители беа најдени 350.000 евра задзидани позади кујнска плочка. Регулаторната комисија за енергетика тврди дека со одземањето на лиценцата за фирмата Тритерол Петрол било постапено законски и дека институцијата и председателот Марко Бислимовски, на кого финансиската полиција му поднесе кривична пријава, се отворени за соработка со сите институции. Регулаторната комисија за енергетика ја информира јавноста дека во конкретниот случај за постапката за одземање на лиценца на Тритерол Петрол е постапено согласно Законот за енергетика и правилникот за лиценци, со тоа што на ист начин и во исти рокови е постапено и за други компании баратели на лиценци. РКЕ нема да коментира детали со цел да остави институциите на системот професионално да си ја вршат работата, соопштија од комисијата. Граѓанските организации ја повикаа Силјановска да не ги подпишува измените на кривичниот законник. Платформата за граѓански организации за борба против корупција испрати допис до председателката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова, во кој од неа бара да не го подпишува указот за законот за изменување и дополнување на кривичниот законник и да го искористи уставното право на вето. Во дописот се наведува дека измените на кривичните дела за злоупотреба на службена положба и несовесно работење ги намалуваат казните и го ограничуваат досегашниот опсег на заштита на јавните средства, што може да доведе до правна несигурност и институционална конфузија во борбата против корупцијата. Основното јавно обвинителство Прилеп поднесе обвинителен акт против 8 физички и 1 правно лице за продолжени кривични дела, проневера во службата и злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство. За действија на проневера, предвидени во член 354 од Кривичниот законник, обвинети се поранешна директорка на ЈЗУ Општа болница Прилеп и уште тројца вработени во болницата кои во периодот од почетокот на 2022 до јули 2024 година противправно присвоиле пари доверени во службата и прибавиле значителна имотна корист во вкупен износ од 155.000 евра. Забрана е истрагата за 6 полицајци од првата група кои беа уапсени за трагедијата што се случи во Кочанската дискотека Пулс, во која имаше 63 жртви и околу 200 повредени. Информацијата официјално не ја потврдуваат од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, каде има оддел за гонење полицајци и најавуваат соопштение за утре. Според информациите на Слободен печат, обвинителството ја запрело истрагата за поранешни началници, командири кои се товареа за тешки дела против општата сигурност, односно нивните действија се ставаа во корелација со смртта на младите луѓе од Кочани. Британскиот премиер Кир Стармер денеска пристигна во 3-дневна посета на Кина, при што се сретна со кинескиот председател Си Џинпинг во големата народна сала. Ова е прва посета на актуелен британски премиер на земјата по 8 години и средбата траеше околу 1 час и 20 минути, речиси двојно подолго од очекуваното. Граѓаните на Велика Британија ќе можат да патуваат без виза во Кина за патувања под 30 дена.
објави Кир Стармер за време на посетата на Пекинг. Како една од светските економски сили, бизнисите бараат начин да го зголемат своето присуство во Кина. Ке им го лесниме тоа, вклучително и преку олабавени визни правила за краткорочни патувања, поддржувајќи ги да се прошират во странство, а воедно да го поттикнат и растот и работните места дома, рече британскиот премиер. Во напад со руски дрон ноќеска во Запорожката област во југоисточна Украина загинаа 3 лица, уште 3 беа ранети, соопшти регионалниот гувернер и службите за итни случаи. 2 жени на возраст од 26 и 50 години и еден 62 годишен маж се убиени во нападот, соопштија украинските служби за итни случаи, додавајќи дека една зграда е уништена, а неколку други се оштетени. Службите за итни случаи објавија фотографии на Телеграм од пожарникари кои се обидуваат да изгаснат пожар и слики од срамнета со земја зграда. Вкупно Русија изврши 841 напад врз 34 заедници во регионот во последните 24 часа, изјави гувернерот Иван Федоров. Како дел од мерките за репатриација, Русија и Украина ги разменија телата на паднатите војници, објавија двете страни. Помошникот на рускиот претседател Владимир Медински изјави дека Русија ги предала телата на 1000 загинати припадници на украинските вооружени сили на Украина, додека Украина ги вратила телата на 38 загинати руски војници на Русија. Медински изјави дека размената е извршена во согласност со Истанбулските договори, објави РИА Новости. Украинската страна потврди дека 1000 тела на загинатите за кои руската страна вели дека им припаѓаат на украинските бранители се вратени во земјата. Како што објави координативниот штаб за третман на воени заробеници по репатриацијата, сите потребни процедури за идентификација ќе бидат спроведени во соработка со надлежните институции, пренесува Укринформ. Германскиот канцелар Фридрих Мерц денес изјави дека глобалниот поредок базиран на правила не е мртов и покрај бурните ветрови што ја навуваат појавата на свет на големи сили и повика на зајакнување на НАТО во Европа, истовремено подавајќи рака на соработка на Соединетите Американски држави. Мерц во обраќањето пред членовите на германскиот парламент рече дека Европа повеќе нема да биде заплашена од царински закани, откако американскиот претседател Доналд Трамп ги повлече своите закани за користење на вакви тарифи против неколку европски земји како оружје за заземање на Гренланд. Бурата Кристин, која ја погоди Португалија во текот на ноќта, уби најмалку 5 лица и утрово остави 450.000 домови без електрична енергија, соопштија властите. Новиот број на жртви беше потврден од портпаролот на Националната агенција за цивилна заштита. Петата жртва, чија смрт беше објавена денес, е 34 годишен маж кој почина во општината Мариња Гранде во централна Португалија поради екстремни временски услови, соопшти Агенцијата за цивилна заштита без да даде дополнителни детали. Вториот најголем руски производител на нафта Лукойл соопшти дека постигнал договор за продажба на поголемиот дел од своите средства во странство на американската инвестициска фирма Carlyle Group. Во договор вреден околу 22 милиарди долари, наведува Нова Ерес. Според компанијата постигнат е договор за продажба на подружницата Лукойл International, во која е вклучена и Лукойл Србија. Аналитичарите проценуваат дека вкупната вредност на странските средства на Лукойл е приближно 22 милиарди долари. САД воведува санкции врз Лукойл и најголемиот руски производител на нафта Роснефт минатиот октомври, велејќи дека тоа е одговор на бавниот напредок во мировните преговори меѓу Русија и Украина.
Иранските безбедносни сили ја убија 19-годишната инфлуенсерка Диана Бахадор, позната под прекарот на интернет Baby Rider. Во текот на протест против Исламската република, соопшти Организациите за човекови права, објави британски телеграф. Според податоците на групата за човекови права, Хиркани Бахадор била застрелана со 2 куршума околу полноќ на 8 јануари во градот Горган, а незиното тело било предадено на незиното семејство 2 дена подоцна. Вие гледавте попладневни вести на Слободен печат. Се што е ново кај нас и во светот дознавате на нашиот портал slobodnpečat.mk. Утре се гледаме повторно. Пријатно.